Добар ден, јас сум Донка Николовска од Основното училиште Наум Наумовски Борче. Денеска ќе работиме на ставната содржина цртање едноставни слики и фигури во коса изометриска проекција. Овдека нас ни е дадена една проекциона рамнина, значи предметот каде што се проектира се вика проекциона рамнина. Рамнината е составена од хоризонталица, вертикалица и профилица. За да може да ги видиме сите делови на предметот, некогаш имаме таква потреба, да ги видиме сите делови на предметот, ние мора да ги проектираме во проекциона рамнина. Зраците со кои што се проектира предметот се викаат проекциони зраци, за да може да се проектира овде доле предметот и да се видат сите страни кои што не се гледаат. Ваквото проектирање, каде што се гледаат сите страни на предметот, се вика тродимензионално проектирање. Рамнината уште е пресечена со X-оската, Y-оската и Z-оската. Ако ја исправиме рамнината, тогаш ќе добиеме координатен систем и тогаш ќе се видат само проектираните делови од предметот, а предметот што е во самата рамнина нема да се гледа. Сега овде е даден уште еден предмет, за да видите вие дека може да бидат различни видови на предметите. Еве, долниот дел е проектиран во хоризонталица и страничниот дел во вертикалица и овој во профилица. Сега овде во координатниот систем, значи нас ќе не остане само X-оската, отфрламе се и проектираме на X-оската во косоизометриско проектирање. Но пред тоа треба да ги знаеме правилата за косоизометриско проектирање. Правилата при косо проектирање се: предметот со страната да лежи на рамнината, се проектира под агло 45 степени, предметот се скратува за 1/2 или 1/3. Ние предметот ќе го скратиме за 1/2 само и овдека ќе биде прикажано како се проектира предметот под аглот 45 степени во коса проекција. Значи, мора да ја нацртаме X-оската. Потоа, одбираме 60 мм. Значи, под прав агол го цртаме предметот. Со страната предметот лежи на рамнината. Сега го проектираме под агол од 45 степени. Значи, од сите темиња мора да се повлечат паралелни линии од 45 степени. Мериме 60, но затоа што предметот се скратува, го поделуваме 60 на 30 плюс 30, за да не цртаме два пати. И сега паралелни линии. Цртаме вертикални, а потоа цртаме хоризонтални. И предметот вака сега ќе биде нацртан. Сега ние ќе прикажеме уште еден вид на предмет, за да не цртаме уште еден предмет. Значи, сега овдека ќе нацртаме вонатре едно квадратче, за да ја смениме формата на предметот. Значи, се проектира под агло 45 степени, предметот со страната лежи на рамнината и е скратен за 1/2. Значи, правилата се запазени. Еве сега ќе нацртаме 20 плюс 20 и сега пак со паралелни линии. Бришаме. И сега, паралелно со аголот од 45 степени ги
повлекуваме линиите од сите темиња. И пак со паралелна линија, хоризонтална линија, значи 30 плюс 30 и сега вертикални линии. Еве, внимавајте сега зошто овдека излегува вака. Заради тоа што техничкиот цртач погрешил 1 милиметар. Значи, и 1 милиметар ако погрешиме, тогаш нема да излезе како што треба. Заради тоа треба многу да се внимава на димензијата. Значи, многу да внимаваме на милиметрите. Ова е намерно направено, да видите вие дека доколку не цртате по димензија, значи до милиметар точно, тогаш предметот нема да биде како што треба. Еве го предметот готов, значи нацртан, вака треба да изгледа, да се здебели. Сега да видиме кои се правилата при изометриско проектирање. Предметот со темето да лежи на рамнината се проектира под агол од 30 степени, предметот не се скратува. Значи, сега да прикажеме како ќе нацртаме предмет во изометриска проекција. Мора иксоската да се нацрта, рековме, без тоа не може. Внимавајте, теме. Значи, со темето ќе лежи на рамнината, го цртаме истиот предмет 60. Со 60. Сега го користиме аголот 30 степени, затоа што беше такво правилото. Значи, се проектира под аголот 30 степени. Значи, кој триаголник го употребуваме? Триаголникот од 30 степени. Сега обратно од другата страна. И сега мериме 60 и од едната и од другата страна. И повлекуваме паралелни хоризонтални линии. Пак мериме 60 и на едната и на другата линија. Сега, значи, го поставуваме триаголникот на линијата од 30 степени и цртаме паралелни линии нагоре. Потоа го поставуваме на другата линија од 30 степени едниот триаголник го држиме, а другиот го влечеме. И еве предметот е готов. Значи, со темето лежи на рамнината, е проектиран под агол од 30 степени и не се скратува. Се исто како предходниот предмет го пресекуваме со едно квадратче од 20 и се внимавајте, не е вака, значи не. Значи мора да биде паралелно со агол од 30 степени. И сега може да биде со вертикалната линија. Бришеме исто. И од темињата повлекуваме паралелни линии со линијата од 30 степени. Може веќе и горната линија да ја земете, а може и долната линија да ја земете.
Сега, значи, спојуваме од озгора, прво со вертикалната линија, а потоа со линијата под агол од 30 степени. Внимавајте овдека, значи е добро нацртано, погледнете до милиметар се поклопува. Веќе предметот е готов, нацртан, правилата се применети, значи 30 степени, со темето лежи на равнината и предметот не се скратува. Значи, вака нацртаниот предмет е добро нацртан предмет. Еве го предметот готово како готово е нацртан. И сега, вашата задача е да се нацрта коцка со коса изометриска проекција со страна А40, првата задача. Втората задача да се нацрта правоаголник во коса изометриска проекција со страна А60 и Б40. Сега, доколку вие сакате, овде имаме скици од 3 предмети кои што се малце покомплицирани за разлика од овие два предходните. Доколку сакате, може да се изберете еден од овие предмети и да ги нацртате во коса изометриска проекција. Тоа е се за овој час. Ви благодарам на вниманието и пријатно.